Неколку тони отпад беа собрани во акцијата за расчистување на девите депонии околу Кочани, во која се вклучија вработените во општинската администрација. Во акцијата се чистеше околината на локацијата пресечена скала над фабриката за вода, каде со години се изфрла отпад, а и покрај напорите на надлежните ефикасни резултати тоа да се спречи досега немаше. Градоначалникот Илиев повика на повисока свест кај граѓаните за да се спречи деградацијата на природната средина, зашто во спротивно ќе следуваат и санкции. Ние како локална самоуправа во рамките на нашите расположливи можности ќе продолжиме да чистиме секој дел од нашата територија. Меѓутоа, тоа никогаш нема да биде доволно во колку не ја подигнеме свеста кај граѓаните за одговорно однесување со околината. Во тој смисол сакам да кажам дека ние работиме и преку медиумите за подигање на јавната свест на граѓаните за однесување со околината и во колку тој начин на подигање на свеста не помогне во промена на однесувањето на граѓаните со животната средина, тогаш на нас како локална самоуправа не ни преостанува ништо друго, односно да ги примени непопуларните мерки кои на вистина крајот мора да го дадат резултатот. Тоа значи дека во колку граѓаните продолжат вака неодговорно се однесуваме према животната средина, тогаш нашите непопуларни мерки се казни кои на вистина на крајот ќе мора да доведат ред, во спротивно, како што реков, нема ништо да остане позади нас. Во акцијата за расчистување се вклучија и екипи од комуналното претпријатие Водовод, од каде порачаа оти покрај дивите депонии ќе се работи и на одржување на хигиената во градот и населените места, а за што е обезбедена соодветна комунална опрема. Во рок од 15 дена Водовод Кочани ќе пристапи кон поставување на нови контейнери во централното градско подрачје и во периферните делови, така да сакаме да отпочнеме и со акција за селективен отпад. Киров додаде дека изфрлањето на градежниот шут, земја и друг вид отпад граѓаните можат да го прават само на градската депонија, додека на други локации тоа не е дозволено.